Граѓанската иницијатива Тетово сака парк овој понеделник до општина Тетово поднесе граѓански предлог зад кој застанаа повеќе од 60 истакнати граѓани, универзитетски професори, архитекти, лекари, спортисти, културни работници. Тетово речиси и не се сеќава за еден ваков предлог зад кој застана една сериозна бројка на граѓани, притоа имајќи преди дека станува збор за граѓани кои што доаѓаат од различни националности, кои што се со различни политички убедувања, кои што доаѓаат од различни генерации. Со оглед на фактот дека Тетово моментално располага со 0,2 метри квадратни зеленило, според Светската здравствена организација, според нивната препорака се бара 9 метри квадратни зеленило, може лесно да видиме дека Тетово е во сериозен проблем со зеленилото и со парковските површини. Исто така, ако се повикаме и на Законот за урбано зеленило, каде што се дава објаснување на терминот парк, ќе видиме дека Тетово како општина, како една од најголемите општини во Македонија, исто така и како еден центар околу кој гравитира сериозна бројка на граѓани од овој дел на Македонија, не располага со парк како една зелена површина, затоа што и законот како таков говори за парк како површина која што е поголема од 1 хектар, што Тетово не може да каже дека располага со таква површина, освен оние ние кои што колоквијално ги нарекуваме некои паркови кај нас. По позитивните реакции во јавноста и по одобрувањето кој што се однесува на граѓанскиот предлог за изградба на парк во Тетово, од вчера овозможено е јавно потпишување преку петицијата, односно преку апликацијата Change.org, каде што само во првите 8 часа добивме некаде повеќе од 1000 потписи. Потпишувањето на иницијативата продолжува и во овие наредни денови. Предлогот како таков инаку се однесува на 4 урбани блокови во Тетово, тоа се локациите познати како Спортскиот центар, Жена паркот, Монопол и Шик Киела, каде што според предлогот кој што е доставен до општина Тетово се бара формирање на еден вистински зелен појас, кој што ќе употребам и терминологијата на архитектите, ќе се доведеме до изградба на еден вистински зелен појас и на вистинска зелена капија, каде што од една страна ќе имаме Шар планина како една зелена капија, додека пак од другата страна ќе го имаме паркот кој што го предлагаме на овие 4 урбанистички блокови, кои што ќе представува прв како ваков парк во градот. Во однос на последните информации кои што излегоа во јавноста во однос на одредени купо-продажни договори, како иницијатива сакаме да истакнеме дека за нас и воопшто за самата иницијатива, за самата идеја, промената на собственичката структура на одделни делови кои што во оној наш генерален план се, можеме речиси да кажеме и минорни, односно многу мали, не прави разлика со оглед на тоа што за нас не е важно кој е собственик на самите делови, туку важна идејата, а тоа е барањето општина Тетово во овие 4 урбанистички блокови да утврди парковска намена, односно намена за парк. Тука ќе подсетиме само дека и за многу различни објекти кои што се од јавен интерес, дали станува збор за патишта, станува збор за болници и така натаму, секогаш се доведувало до прашање дали постои приватен имот, меѓутоа кога станува збор за јавниот интерес, особено за една ваква тема, приватниот интерес треба да се стави на страна. Оваа прилика ја користам да ја поканиме јавноста на утрешната граѓанска трибина која што ќе се одржи во Државното музичко училиште Тодор Скаловски ТТС во Тетово, со почеток во 19 часот, каде што представниците на иницијативата ќе представат самата иницијатива и каде што ќе имаме можност заедно со граѓаните, со сите заинтересирани да ги разрешиме и сите оние дилеми и прашања кои што овие денови се појавуваат во јавноста.